Почитувани, проблемот не е тоа што градската куќа е фрлена настрана, туку што постои сомнеш дека Шилегов е фрлен на провизии и криминали. Шилегов, кој инаку треба да биде градоначалник на сите скопјани, со објаснувањето дека градската куќа била фрлена настрана и затоа ја продава, изврши поделба и навреда на граѓаните, делејќи ги на оние кои се близи до центарот и сите останати, кои како што вели тој се фрлени настрана. Но која е вистината? Зградата зад мене е оддалечена само 100 метри од владата на Република Македонија и 400 метри од плоштадот Македонија, што значи дека проблемот не е во далечината, туку тоа што Шилегов е фрлен на сомнеш за провизии и криминал. Јавно прашуваме дали е точно дека новиот купувач на градската куќа однапред се знае. Времето ќе покаже дали се вистина тврдењата дека Шилегов има направено веќе бомбона бизнис со една компанија од странство. Дали е точно дека е во игра веќе зградата на поранешното ЕСМ и дали се во прашање провизии. Зошто Шилегов, новиот купувач, освен градската куќа по багателна цена, ќе го чести со гратис државно земјиште и 0 денари комуналии? И дали со тоа што Шилегов дополнително инвестираше 3 милиони евра за финализирање на градската куќа, која сега вели дека е промашен проект, него оштети буџетот со цел да оствари корист за новиот купувач. Наместо криење од јавноста, очекуваме одговори. 2 години Шилегов, 2 години лаги, криминал и неработа.